истата тема и наредниве минути, Ване. Да, ќе се надоврзаме на само прегледите, на тема само прегледи. Истиот е клучен за рано откривање на ракот на дојката, велат лекарите. Го чуваат ли жените своето здравје, колку навремено одат на лекар? Ја прашуваме колешката Александра Максимовска, утро во разговор со доктор Весна Шикловска, специјалист радиолог. Александра, добро утро, од Битола ги слушаме одговорите на ова прашање. Добро утро, Ване. Како и што се зборувавте досега во студио, ракот на дојка е најчеста форма на карциномско заболување кај жените. Токму затоа овој розов октомври, ова наше второ линковско вклучување го реализираме од клиничката болница Битола, поточно од кабинетот за ехо на дојка, а наша денешна гостинка е доктор Весна Шикловска, специјалист радиолог. Добро утро, доктор. Добро утро. Дали нашиве жени се грижат за своето здравје и го чуваат? Да, па благодарение на сега на овај новата поставка со кабинет за дојка, секогаш имаме полна програма во текот на денот, на деновите, сите денови од понеделник до петок во клиничка болница може да се направи пристап преку матичен лекар во кабинетот за дојка, каде што сите жени ги едуцираме пред се за само преглед, меѓутоа и кога веќе тука ќе дојдат, правиме преглед на ехо на дојки и мамографија, со што се поставува една првична, состојба на жената и нормално во случај каде што има наод, како прва примарна рана детекција за карциномот на дојка. Во склоп на овој, како што кажавте, розов октомври, ние радиолозите сме најактивни за како специјалност која работи на дојките, на заштита и рана детекција на карциномот на дојка. Дали овде во Битола можат да добијат жените комплетен третман за оваа болест? Па, од диагностички аспект, ние во клиничка болница ги имаме сите потребни апарати, имаме најсовремен дигитален мамомат, имаме убав ехо апарат, ултразвук, со чија помош се, примарно се диагностицира состојбата во однос на тумор на дојки. Уште исто така морам да напоменам дека како најсофистицирана метода го работиме и магнетот на дојки, тој го работиме с јас и еден друг колега и завршно, кога ќе се најди промена, работиме и корбиопсија, која во склоп со одделот за патологија добиваме една конечна диагноза. Жените во Битола и Битолскиот регион може слободно да дојдат да се прегледат, а понатаму за рана детекција да се доиследат. Што е клучно за рано откривање на оваа болест? За рано откривање пред се само прегледот, меѓутоа и скринингот. Кај жените, над 40 години е обавезен задолжителен скрининг на мамографија, со кој што ќе имаме, тој е дигитален апарат, и имаме пристап до дојките многу јасен и на тој начин може да се открие во многу рана форма. Сакам да го цитирам мојот професор Табар, кој што беше основоположник во светот на скринингот на дојки, кој имав за среќа можност да го слушам во живо во Скопје. Тој кажа, кога канцерот е бебе, ние можеме да го убиеме. Кога тој ќе постане возрастен, ќе не убие нас. Така да една символика во која што се кажува колку е важна раната диагностика на карцином на дојка. Така, во последно време, освен жените, заболуваат и машката популација. Дали овде во Битола има такви случаи? Во моето искуство тоа е ретко. Јас не сум сретнала. Да, се прават прегледи понекогаш на ехо на дојки кај мажи, ама тоа е исклучително ретко во споредба со жените. Како треба да се изврши еден само преглед? Накратко да кажеме, кои се чекорите? Само прегледот не вклучува само допирање, тоа се прави во правец на стрелките на часовникот, жената најчесто при туширање, него и вклучува и гледање себе си пред огледало. Секоја несиметрија и секоја промена на бојата на кожата во смисла на црвенило околу брадавицата и слично, треба да се оди кон примарен матичен лекар и радиолог. Каква е ситуацијата овде во Битолскиот регион? Според вашите прегледи,
во изминатите години, во изминатите месеци, зголемен е бројот на прегледи, зголемен е бројот на диагностицирани, вашата пракса што покажува? Така, ние работиме многу, дојки и постојат нормално случаи на дојки. Најчесто е во повозрастните пациентки, меѓутоа можам да кажам само една статистика на светско ниво дека околу 2 милиони жени од 2018 се диагностицирани со карцином на дојка, и тој е примерна и водечка карцином во женската популација. Од вкупниот број на карциноми што ги добиле жените, 1 на 4 е карцином на дојка. Кога е онаа возрастна граница кога жената без да има никакви проблеми треба да побара да направи преглед на дојка? Под 40 години се препорачува ехо и тука нема граница. Кој како што размислува, се плаши, не се плаши, има потреба, треба да дојди на ехо. Ехото е, не е опасна воопшто процедура и тоа може на сите возрасти. Над 40 години по светските стандарди треба да се прават мамографии. Мамографијата тоа е рентгенско зрачење на кое што се добива една ваква јасна слика, ова е дигитална мамографија и таа треба, ако е се во ред, да се прави како по протокол на секои 2 години. Секоја жена над 40 на 2 години треба да прави мамографија. Така, од тие термини закажувања одат преку матичен или има некој посебен број каде што ќе можат жените да ги информираме да се јават за да закажат токму за овој преглед? Да, вака, мамографијата во кабинетот за дојка ја индицира радиологот. Меѓутоа, постои скрининг програма на државно ниво, во која што преку матичниот добивате телефонски број, сами си закажуваат сите жени од 40 до 69 години, бесплатен скрининг на дојка на мамографија имат можност. Бројот телефонски ќе си го добијат преку матичните лекари. Една порака до сите жени? Мојата порака е дека раното откривање дава шанса за комплетно излекување. Ракот на дојка не е смртна пресуда, се лекува, многу е важна раната детекција. Дојдете да се прегледате. Ви благодарам многу, докторка, за двојното време. И јас ви благодарам за поканата, ве поздравувам и успешно понатаму. Благодарам. Се надеваме дека преку ова наше линковско вклучување и разговорот со нашата почитувана докторка ќе допреме до повеќе жени со тоа што ќе ги поттикнеме да направат само преглед или да побараат кај нивните матични доктори во зависност од возрастната граница и потребата да закажат ехо на дојка и мамографија во Битолската болница. Студио. Александар, благодариме за надоврзувањето на оваа тема утрово од Битола.